за една ваква слична голгота која што се случи, па не толку многу одамна, на наш народ, на македонците од егејскиот дел на Македонија, ќе зборува нашиот следен гостин. Впрочем, тој зборува за тоа и во неговата книга. Вие подгответе се со оглед на тоа што една ваква книга ќе биде подарена токму и на вас. Добро утро за Христијан Аџиовски. Добро утро. Убав наслов. Само птиците се враќаат назад. Да. Да, благодарам. Да, и верувам дека ќе имате и убав разговор. Очекував на ваква тема некој повозрасен да зборува, но очигледно си имал од кого и да црпиш вакви информации. И нашите гледачи многу често зборуваат за оваа проблематика, претпоставам дека најважно е да не се заборави, така? Точно, точно. Така, Искра, јас сум воодушевена она што го кажа, кога имаме вакви теми, да очекуваме некои повозрасни, кои со поголемо искуство, меѓутоа имаме едно младо момче кое што зборува за бегалците од Егејска Македонија и кој што напиша книга. Ја разгледував книгата и толку има информации внатре што јас само го прашав добро како успеа сето ова да го пронајдеш, но затоа сега ќе ни значи кажеш. доста истражувачки труд е вложен. Како што еве најави Искра, Христијан Аџиовски, наш гостин, автор на книгата Само птиците се враќаат назад, бегалците во историската голгота на Егејска Македонија, и како што кажав, Христијан, ти си младо момче, тоа е веќе забележително, така, да се напише една ваква книга за бегалците. Добре ни дојде? Добре ве најдов. Како сме? Одлично. Драго ми е. Благодарам на поканата и на можноста да ја представиме мојата најнова книга. Ке подариме на гледач. Може Знам секако дека ќе биде задоволен оној што ќе се јави, кој што ќе ја има во својот дом, поготово можеби некој што е и по потекло, да кажеме, од Егејска Македонија. Јас кажавме со Искра, воодушевени сме со оглед на тоа дека ти си младо момче, меѓутоа твојата желба се роди да пишуваш за бегалците од Егејска Македонија. Како дојде до таа желба, многу ќе не интересира сите да слушнеме, затоа што младите ги интересира сосем нешто друго денес, а никако за историјата, па поготово еве за ова што денес ние ќе го зборуваме. Да, ова се разбира, ова книжевно дело е сепак малку контрадикторно, како што споменавте со она што е интересот на младиот свет. И на младиот свет, па би рекол и на малку и повозрасната популација, која што се помалку се помал интересот со цел за истражување кон некои вакви закопани вистини, можеме да кажеме, но ги откопуваме. Желбата била за истражување, а подоцна за пишување, откако дојдов до голем број на податоци кои што мислев дека е крајно време тоа да се преточи, односно да излезат неколку вакви напечатени страници кои што ќе може да останат забележливи и овековечени за да не бидат заборавени, но пред се идејата е да се изнајде начин, односно некаква мисија да се обидеме на некаков начин да раскажеме болка која што е нанесена поради прогон, што е нешто која е жива вистина и каде што се уште ги имаме живите сведоци. Да, тешка мисија во секој случај, да се раскаже тој копнеш по оние расфрлени камења од дедовите огништа кои што престануваат да бидат во нечија сопственост и се целосно загубени по еднаш напуштени краишта. И ова е некакво преземање на генерацијскиот аманет, гласно да се раскаже македонската вистина. Кога велиме гласно, тоа не значи дека треба да викаме, туку да бидеме присутни, да ја истакнеме вистината, да ја расчистиме пепелта од тој, би рекле, незгаснатиот жар кој што може да ја осветли темнината. И сега интересно е што жарот на кој што треба еден ден да ја осветли повторно темнината, да ја роди некогаш новата македонска зора. А зората и сонцето се разбира во
македонското поимање на животот значат секогаш слобода. Пишувал ли некој во семејството? Не, никогаш. Затоа сега ова сакав да го кажам. Се чувствува дури, еве како што кажавме, ова една мисија, како да си одбран токму за оваа мисија, затоа што да не се повторуваме, меѓутоа од толку многу млад свет, еве, ти се најде како Христијан Наџионски да истражуваш за бегалците. Меѓутоа, ние зборувавме и твоето истражување беше дури до оние места во Грција, каде што некога живееле нашите македонци. Во 1913 година, еве го имаме овој податок во книгата, при спроведувањето на првиот попис во Егејска Македонија под грчка власт, пред почетокот на миграционите движења и доселување на грците, македонците биле 370.371 како и да е. Еве, нека се 380.000 биле македонци од пописот. Ова е првиот спроведен попис, откако е територијата на Егејска Македонија е администрирана од грчката власт, односно некаде по завршувањето на Втората Балканска војна. Тука македонците се првата најбројна заедница на територијата на Егејска Македонија и ова е последниот попис кога македонците ќе обстојуваат и екзистираат како најбројна заедница, односно веќе по завршувањето на Првата Балканска, а потоа и кон Првата светска војна, веќе етничката слика на Егејска Македонија целосно се менува, секако во полза на грчката доминација, која што... И се протеруваат македонците од егејскиот дел на Македонија. Протерувањето оди во неколку фази. Според моето истражување, тоа оди во 3 фази. Не би рекол секогаш протерувањето, туку колку што доселувањето на грчката, односно спроведувањето на таа грчка колонизација во Егејска Македонија, кое што се спроведува најголем дел во по 1923 година, но со ред, значи првата фаза е 1913 годината што ја споменавте, по завршувањето на Втората Балканска војна. И во оваа ситуација имаме, значи, Втората Балканска војна се случува кога грчките апетити за Егејска Македонија веќе се повеќе остварливи и одат се што по на север. На повисоко ниво и на по на север. Да, што по на север одат со цел да ја поместат својата гранична линија и се разбира во навлегувањето на грчките воени трупи што по северно. Тука настрадуваат голем број населени места, а е целосно темело пожарен и градот Кукуш и најголем дел од македонската миграција во тој период е од околината на градот Кукуш, односно македонците од Кукуш се првите кои што тргнуваат по таа една неповратна голгота, односно страдање и првото напуштање на дедовите огништа, како што споменав, неповратно. И тие најголем дел се населуваат во околината на Струмица и низ цела Пиринска Македонија, како и низ голем број на градовите во Бугарија. Ги имаме од Струмица на запад се до Бургас, до Црното море на исток, значи таму имаме една цела регија која што е населена со македонци со потекло од Кукуш и од околината. Втората фаза се случува во 1923 година по завршувањето на грчко-турската војна, значи уште една војна е причина за голем број на етнички промени во овој дел на Македонија, по потпишувањето на Лозанската конвенција меѓу Турција и Грција за размена на население. Размената на население е, можам да кажам, и она што најмногу ме поттикна за да ја напишам оваа книга, за да се зафатам за што потемелни истражувања, бидејќи таа размена на население помеѓу Турција и Грција во 23 година доведува повеќе од 600.000 грци на територијата на Егејска Македонија и над 1.200.000 грци на територијата на цела Грција. Што значи, во 28-та година, во тој попис, грчката власт доселениците грци, бегалците, ги регистрирала како бегалци, како грчки бегалци. И во тој период, од вкупно околу нешто повеќе од 6 милиони жители на територијата на Грција, секој петти жител на Грција имал статус на бегалец. Од нив, најголем дел биле населени во Егејска Македонија и тоа плански населувани по
оние места каде што претходно биле напуштени од македонските и турските семејства кои што добиваат статус на бегалци и фаќаат еден посебен правец. Так, сакам да те прашам, додека ја пишуваше книгата, додека истражуваше, дури бевме и во Грција, да кажам, во егејскиот дел, некогаш македонскиот, за жал. Так. Меѓутоа, еве, какво беше твоето чувство? Си имаше ли визија и како ти ја доживуваше Голготата на македонците од егејскиот дел? Што се тие во животот сега ние можеме да предпоставиме? Меѓутоа, од твоите истражувања, дали имаш разговарано со македонци кои што се уште живеат во тој дел на егејска Македонија? Да. И еве, какво е твоето чувство? Што тие преживувале? По големите поблиски впечатоци за тие траурни тие траурни времења и тие голготи, според мене можат да се забележат повеќе кај оние луѓе кои што се протерани и се потекло од кои што потекнуваат од семејства, кои што потекнуваат од протерани од своите домови и огништа. Тие бежански семејства, додека исто така и при разговорите со оние луѓе кои што стануваат да живеат на територијата на Егејска или Беломорска Македонија, можат да се забележат некој некое чувство кое што тешко е дори да се опише. Тешко е да се опише, да. Чувствата кои што ги носат на една непокорност, еден нескршлив дух кој што се уште екзистира на таа територија на денешна Егејска Македонија под грчка власт. Тоа пред се може најмногу да се забележи на тие фестивали или по нивно панаѓури кои што се организираат на територијата на денешна Грција, кои што самите по себе говорат за еден нескршлив македонски дух кој што има една исконска бележитост, но сепак кога се разговара со оние семејства кои што потекнуваат од бегалците или во југоисточниот дел на Македонија, како што се наречени бежанци, како што се нарекуваат, со тие луѓе во разговорите може да се забележи дека тие дури и гордо го носат бежанскиот жик кој што останува до крајот на нивните животи, кој што, да те повторам, говори за еден непокор, за повторно представува еден отпор кон обидите да биде скршен тој македонски дух, но сепак кога се споменува значењето основно на зборот бегалец, основното значење на зборот бегалец е некој што бега од сопствена земја, татковина, земја. Не бега сам. Е протеран, но основното значење е дека некој бега поради плачливост, не достигна храброст да возврати, да победи, да пружи отпор и така натаму. Но кога станува збор за во нашиот случај за бегалците кои што биле жртви на планомерен геноцид, кои што биле жртви на систематско уништување, кои што морале да биле принудени да напуштат сопствената татковина и некаде далеку под некое туѓо небо да почнат се од почеток, не само што не станува збор за плачливост, туку тоа е и според мене најголемата храброст, бидејќи бегалците не биле приморани само да избегаат од стотици километри од физички да избегаат од сопствените родни огништа кои што биле опожарени, туку тие мораат да избегаат и од илјадници спомени, да избегаат од трауми, да избегаат од трауми кои што според мене траумите од вакви страдања оставаат длабоки последици во понатамошниот развој на целиот живот. Сите кои имаме во семејството по некој од егејскиот дел на Македонија точно знаеме за што зборуваш. Меѓутоа имаме гледач на телефонската линија кој сака да се има токму само птиците се враќаат назад и бегалците во историската Голгота на Егејска Македонија да има во својот дом и да ја чита, затоа што твоето истражување за егејците, односно за егејскиот дел од Македонија заслужува големо внимание и токму затоа во утро си со нас. Добро утро ќе кажам и на гледачот кој го имаме на телефонската линија. Добро утро. Добро утро. Да. Како сме? Добри. Вие сте добитник и се јавивте токму за оваа книга да ја имате во вашиот дом. Точно. Ние сме бегалци исто. Така? Од кој дел? Да. Драма. Од драма. Сега ќе кажеме нешто. Така? Жена ми од Бапчо. Така? Да. Од Бапчо рековте? Да.
Добро, ние зборувавме токму за ова, сега ќе кажам нешто. Ви благодарам многу и драго ми е што еве баш токму како што кажав, можеби ќе се јави некој што потекнува од Егејскиот дел, да ја има, да, драго ни е што ќе имате книгата во вашиот дом. Кога зборуваме за Бапчор, јас му кажав на Христијан, ја живеам во Автокоманда, каде што нели тоа е препознатлива населба, изградена егејска населба, егејска населба и на улица Бапчор. И дојдовме до заклучок, еве кажа господинот дека потекнуваат од комбинација е Бапчор со драма. Бапчор е во околината на Костур. За жал, село кое што повеќе нема статус на село, не постои, тоа е целосно пожарено. Имаме една фотографија. Но постои во книгата. Во книгата и постои ни во духот на сите бапчорци кои што се наоѓаат низ целиот свет. Најголем дел се во Македонија, во Австралија, во Канада. Значи ги има секаде, го има тој богатиот фолклор на населението кој што потекнува од Бапчор, устните преданија, значи физички, ако не екзистира, сепак во колективната меморија на македонскиот народ, Бапчор, како и повеќето разурнати опожарени села, се уште се живи. Бапчор се наоѓа во крајниот западен дел на Егејска Македонија, во околината на Костур, додека пак градот Драма, тој пак крајниот исток на Егејска Македонија, тоа е некаде во близина, да речеме, помеѓу Кавала и Сертие градови тука. Сегашни, да. Значи, една комбинација која што е од истокот кон западот. Значи, во некоја наша во наши услови на денешна Република Македонија би дошло нешто со Дебар со Берово, нешто така. Кога имаме, како што кажав, некои од членовите во нашето семејство од овој дел, од Егејскиот дел, и кога се поставуваше таблата дека е тој дел Македонија, мојот тетин, да кажам сега покоен, велеше конечно да признаат дека е тоа навистина Македонија. Меѓутоа се знае за каква Македонија зборуваме, или пак еве можеби некој детал, еве јас ќе кажам, тој потекнуваше од Серес, сегашен, од село кое што го носи името Ливадо Хори, самиот ке кажеше Ливада е македонски збор, што значи дека топонимите потоа се само се дава друго име или на сите оние места кои што живееле кога дошле. Да, посебна тема се топонимите во оваа книга. Можам да кажам дека уште еден поттик со цел да се продлабочи моето истражување се топонимите кои што ги среќавав на терен и нивното значење кое што е доста интригантно, бидејќи како што доаѓале грците со нивната политичка колонизација од Мала Азија, од Кавказ, од Тракија, од Понт, од различни места, значи во територијата на денешна Турција, денешна Бугарија, кавказски земји и така натаму, како што доаѓале на територијата на Егејска Македонија и тие имат статус на бегалци, значи целта на оваа книга е да се даде слика и на нивното страдање, бидејќи и тие не доаѓале по сопствена желба на Егејска Македонија, туку и тие биле политички протерувани, но разликата е со македонците што тие доаѓале во држава која што е администрирана од нивниот народ, додека македонците немале заштита буквално од никого. Кога доаѓале грчките бегалци, добивале неговата земја, добивале привилегирани работи во грчката администрација и така натаму, така што нивното страдање трае само додека стигнат и додека им биде доделена земја, имот, односно имот кој што секако претходно бил во сопственост на некое македонско или протерано турско семејство. Кога доаѓале тие и согласно грчката политика за промена на сите македонски и турски топоними некаде средината на 20-тите години, и секако мештаните во самите населени места имале таква привилегија, таква можност самите да си го одберат, оние кои што имале идеја, да си го одберат името кое што ќе биде преименувано согласно грчката политика. И голем број на топонимите се истите топоними кои што се наоѓаат во Мала Азија. Само тоа може да го забележи секој, оној кој не истражува, колку многу топоними во Егејска Македонија започнуваат со придавката неа, односно ново. Што значи тоа? Тоа значи дека нивното населено место, кое што се наоѓало во Мала Азија, некаде кај Измир, кај Трабзон, кај Истанбул, кај Карс градот е во Јужен Кавказ и така натаму, како што доаѓаат на нивното населено место, да речеме во да речеме или па ново формирано населено место, еве до Битола,
на самата граница со Така. граничниот премин Меджитлија, помеѓу Македонија и Грција, постои село се вика Нов Кавказ. Ете. Значи селото Нов Кавказ, областа Кавказ се оддалечена да речеме илјадни и неколку илјади километри од територијата на Егејска Македонија, ниту природно, ниту географски, ниту етнички, никако не е поврзано со Егејска Македонија. Плански добиваат земја која што е претходно одземена на македонските собственици од околните села. Во тогашната држава СХС со Грција со цел да ги раздели македонците од двете страни на границата и тука е формирано селото Нов Кавказ. И уште многу други такви, но Да, имаме многу такви. времето не ни дозволува Да, и не само да- топонимите и они македонци кои што се стане таму да живеат, исто И се имињата. принудени нивните Да, имиња секако, да ги да. променат, така е. Сигурно Точно. кога беше нели во егејскиот дел на Македонија, оние нашите македонци имаат некои такви, како што кажува Искра, имиња за жал. Сите, да. И знаеме и ние некои од нив. Жалам што времето ни истече. Да, Кристијан, одиш на Затоа што- нивните ора? Брзо. Не сум по ората, ама сакам да ги Ама е по посетувам, да ги историјата, гледам. да ги гледам. Да. Кристијан Повеќе не да разговарам, воодушеви. откако ќе заврши орот. Не воодушеви со ова што денеска и ова утро сподели со Ми нас. беше задоволство и Како мене. да кажам народски, да се ни жив и здрав и да имаме Ви- уште ваква ви младина благодарам на повеќе, можноста да која ќе се се- грижи за историјата на нашиот македонски народ било каде и да е во Благодарам светот, на меѓутоа можноста уште стрикно еднаш. еве сега и за егејскиот Да, дел да. од Македонија. Благодарам. Драго ми беше, чест ми беше да споменам дека е лектор, да не заборавам. Аха, да. Не знам, можеби ми ги спофеќа грешките низ моавето. Може би јас направив Ама некакви важно ќе е грешки, многу ама писмена книгата, сега- тоа е многу важно. Да, тоа е, има Сепак содржина. нема ни 9 часот, така да Само дозволем. да кажеме еве за сите кои се заинтересирани каде да ја купат книгата, да ја проверат. Моментално може да се нарача од кај мене, за оние кои што не се од Битола, а во Битола ќе може да се најде во книжарницата Books House во центарот на Битола. А до тебе како да се стигне да те исконтактираат за книгата? Со Христијан Аџиовски на Аџиовски, социјални на мрежи. социјални мрежи. Така, да. Христијан, многу ти благодарам. Благодарам и јас на Секоја поканата. чест. Сега сигурно евоциравме спомени кај некој, солзи. да. Протекоа, но тоа е Како вистината рековме, за жал. важно е да не се заборави. Така е. Најважно. Ви благодарам многу и на двајцата. Христијан, се гледаме на твоето продолжение од книгата кој ќе дојдеш. Така, сигурно веќе подготвуваш. Треба да има нешто, да.